Тетовци со своите специфични адети го започнаа славењето на Бадник. Празнувањето традиционално започна утрото во манастирскиот комплекс Свети Георги во Мала Речица, каде се прережаа кумските погачи и се осветија бадниковите гранки. Тоа е еден од најголемите празници, мислим на нас православните што има и сите го празнуваме како што е, да речеме, по цркви и домашно, и дома. И мислим многу е чест да видиш кум вака на овој ден. Вечерва низ сите тетовски мала се пали бадниковиот оган, а верниците со постна трпеза и музика до доцна вечерта го исчекуваат Христовото раѓање. Палењето оган на денешен ден е традиција започната токму во овој манастир, кој е споменик на културата од 14 век. Во своето постоење црквата неколку пати била уништувана. Последен пат запалена до темел за време на конфликтот во 2001. Но иако се наоѓа во средина каде живее исклучиво муслиманско население, сега со животот и земната почит се големи. Што се случило, тоа го направиле, да кажам, дојденци, не е местното население, они немавме никакви пречки при обновата, така да дури и дел од нив ни помага, да кажам, во обновата. По повторното обновување на ова светилиште, секоја година верниците се побројни. Посакаа здравје, мир и благосостојба. Се најубаво на сите, само здравје, среќа, љубов, мир, спокој на сите. Беше помасовно, пово, се собираја луѓето во малата. Сега короната се направи своето, кој ќе се пазимо, и така. Она што е највпечатливо за празнувањето на Бадник во Тетово е маскирањето. Вечерва сите под маски, и деца и возрасни, ќе го дочекаат Христовото раѓање.